новинарите се поизложени на напади. Мизогонијата и сексизмот се чести катализатори на овие напади. Интернетот создаде дополнителен простор кој често се злоупотребува за закани или сексуално вознемирување на новинарките. За нивно линчување често се користат виралните дезинформации, комбинирани со говор на омраза. Една студија на УНЕСКО од 2021 година говори дека 73% од жените новинари биле изложени на закани или пак биле жртви на интернет насилство. Дали кај нас новинарките работат под ваков притисок? Според поатоците на Сдруженијето на новинари, кои будно го следат секој напад врз новинарите, во изминативе 5 години се случиле околу 40 напади врз новинарите. Од нив 60% се напади на новинарки во различни форми. Постои опасноста постојано. Не само од физички напади, постои опасност од онлайн напади за кои што бројките покажуваат пак дека висината на онлайн вербални напади, висината на бројката е многу поголема отколку кај мажите. Жените се жртви многу повеќе на онлайн нападите, вербалните напади, за разлика од мажите. Причина за нападите се затоа што си ја вршеле својата работа. Најголем дел се нападнати додека снимале или биле на работа. Добар дел од нападите врз новинарките се и на социјалните мрежи. Сдруженијето на новинарите ги има филмски документирано сите пријавени случаи. Не се почувствував многу добро тоа во тој момент кога има вербални напади и од страна на полицискиот службеник, но и од страна на другиот службеник задолжен за изборите, бидејќи видов дека не толку ја сваќаат работата, тежината на новинарството, а посебно тоа фактот дека сме жени новинарки. Најубедливо, најлошо искуство досега за мене е така наречениот крвавиот четврток, односно насилниот упад во собранието. Тогаш пред портата на законодавниот дом, конкретно, буквално пред самата порта на законодавниот дом, бев физички нападната и ми беше скршена камерата со која што се обидував да ја снимам толпата која што се обидува насилно да влезе во собранието. Да биде билјата поголема, јас бев бремена во тој период со моето второ дете. Од Сдруженијето на новинари будно ги следат сите напади врз новинарките и медиумските работници. Велат дека има тренд на опаѓање на нападите, но подлекуваат дека тоа не значи дека не се уште присутни. Оно што е интересно, што постои пат, односно тренд на опаѓање на нападите врз новинарите, но тоа не значи дека тие не постојат. Значи само дека дел од нив се пријавени, а дел се уште некаде постојат во она сива зона на страф, би рекла. Од нападите кои што се во нашиот регистар, каде што и сите можат да влезат и да видат за што станува збор, случај на повреда на новинарите во 2022 имаше 3, од кои што еден беше врз жена новинарка. Зборуваме досега се толку регистрирани. Во 2021 година имавме повеќе напади, 5 напади, од кои 3 беа кон жени. Во 2020 имавме 14 напади, од кои што 8 беа кон жени. Новинарството на моменти може да биде опасна професија. Анализи за новинарската работа имаат правено и од Сдруженијето за заштита при работа Тутела Скопје. Новинарската професија на моменти е малтене неризична професија, меѓутоа на моменти ризикот е премногу голем, што некојаш е дури животно загрозувачки по самиот новинар. Често пати имаме ситуација да новинар настрадува ризик на професија. Значи, буквално самата професија, тоа е ко пилотот. Се е безбедно, он управува се авионот, сите устои му се безбедни, меѓутоа ако едно велче откаже, он ќе наследи, авионот ќе падне и тогаш веќе имаме ризик на професија каде што неминовно и нема спас, освен некоја виша сила да он остане жив и си излече од таа ситуација без некои посериозни последици или пак да не биде фатално по неговиот живот. Иста е ситуацијата со новинарот. Министерството за внатрешни работи не ги дели нападите врз новинарки или врз новинари, иако обрнува посебно внимание врз нападите врз колешките новинарки.
Сузана Прањич, портпарол на МВР, вели дека сите пријави на напади врз новинари и медиумски работници се адекватно процесуирани. Секоја една пријава од новинар или медиумски работник е забележана во секторите за внатрешни работи во полициските станици и процесуирана онака како што треба. Од втората половина на 2017 па досега се направени многу активности во рамки на Министерството за внатрешни работи за поголема заштита на новинарите, и не само на новинарите, туку и на медиумските работници воопшто, во смисла на зголемување на нивната безбедност, од аспект на повреда на права, вклучувајќи ги тука и физичките напади, и зголемување на слободата на изразување. 2018 година од 10 пријавени случаи на повреда на права на медиумските работници, 9 се расчистени, еден остана нерасчистен и тој се води по приватна тужба, а се уште се превземат мерки од страна на Министерството за внатрешни работи за да се овозможи се за да биде расчистен. И овој случај 2019 година имаме 15 пријави, од нив 13 се расчистени. 2020 година од 10 пријавени случаи дури 9 се расчистени. 2021 имаме 8 пријави за повреда на права на медиумски работници, 5 се расчистени. 2022 до 7 месец 10 пријави, до сега 4 расчистени, меѓутоа имаме до крајот на годината простор да бидат расчистени барем уште неколку од нив со оглед на тоа, со оглед на динамиката со која се превземат мерките за нивното расчистување. Најчест фокус врз нападите врз колешките новинарки е сексизмот. Тој е дополнителен товар за кој треба тие да се носат. Дел од тие пораки ние ги откривме и во кампањата која што работевме со Балканскиот фонд за демократија, со точно прецизно, буквално копи-пейст извадени пораки од нивните инбокси. Сите тие се сексистички. Сите тие се со некаква опасност од реализација. Нормално, кога ќе ја читате пораката како новинарка, вие не знаете дали е тоа вистина или не е, вие едноставно ја читате и во вас се раѓа страф, кој што не знаете дали ќе биде реализиран или не. Такви закани постојано се случуваат. Овие напади се расчистуваат од полициските службеници, но за жал во верителството или во судството нема никаков слух за решавање на проблемот. Дел од нив, според нашите информации, се процесирани, дел од нив немаат разрешница, а последното за кое што всушност беше разговарано на еден од наставите кои што ние ги организиравме е пресудено во корист на напаѓачот. Неказнивоста на нападите предизвикува нови напади. Тоа е еден реален проблем со кој што се соочуваме ние сите, нашите колеги, колегички, новинарки и новинари, медиумските работници, затоа што не се само новинарите на удар, туку се и медиумските работници кои што се дел од тимот.